Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, со големо задоволство ви го најавувам проучувањето на книгата Псалми. Јас се воодушевувам секој пат кога ја пристапувам на оваа книга. Таа се наоѓа на средина од Светото Писмо, а и мислам дека Псалмот 119 се наоѓа на самата средина од неа. Книгата Псалми е исто така позната како книга за славење и духовни химни. Станува збор за прекрасно дело, кое ги благословило срцата на мнозина низ вековите. Во минатото кога бев болен и леже во болница, имаше моменти кога поради мојот здравствен проблем често се будев ноќе и си ги читав псалмите, кои ми служеа за големо охрабрување. Зборовите од овие песни многу пати го благословиле моето срце и мојот живот. Тоа е вистина и за многу искрени верници од минатото. Амброзиј, еден од најпознатите светии во црквата, рекол: псалмите се гласот на црквата. Августин рекол: тие се одличен пример за суштинската порака на целото писмо. Џон Калвин изјавил: псалмите се како учебник по анатомија за душата. Ми се допаѓа овој опис на книгата Псалми. Некој забележал дека во книгата Псалми е запишана речиси секоја можна човечка емоција. Моја предпоставка е дека тоа е една од главните причини поради која можеме многу лесно да се поврземе со оваа книга, бидејќи на некој начин ни помага да знаеме како да ги искажеме нашите чувства пред Господ. На било која страна од оваа книга да свртиме, ние ќе можеме да најдеме песна која ќе ни помогне во дадениот момент и расположение да се поврземе со Господ. Има многу нешта кои можат да се кажат во однос на псалмите. И во оваа почетна епизода, мојата цел е да дадам генерална слика на оваа библиска книга и да размислуваме за природата на псалмите како библиски вид на литература. Покрај тоа што се поделени со бројки, односно глави, псалмите можат да се поделат според неколку критериуми. Например, постојат псалми во кои авторот зборува против своите непријатели, а исто така и такви во кои авторот ја велича Господовата добрина. Но предпоставувам дека најпознати од сите се месијанските псалми, и кога ќе го обработиме Псалм 2, ќе кажам нешто повеќе за нив. Во оваа старозаветна книга има 16 месијански псалми, но тоа не значи дека само 16 од нив се однесуваат на Господ Исус Христос. Моје лично мислење е дека сите псалми кои се наоѓаат во оваа книга се однесуваат на Него, на еден или друг начин. Тоа го велам затоа што секоја книга во Стариот Завет упатува кон доаѓањето и личноста на Христос. Псалмите имаат поврзано со Христос и затоа што се напишани од страна на еврејскиот народ, а и самиот Господ Исус дојде од еврејскиот народ. Би можеле да кажеме дека токму овие песни се еден од начините на кои народот од кој произлегуваше Господ Исус го славеше Бога. Се разбира, тука мора да бидеме многу внимателни, бидејќи самиот факт дека псалмите се дел од еврејската литература не значи дека само евреите можат и смеат да ги користат. Овие старозаветни песни имаат примена и за нас денес. Како што претходно напоменав, ова е една од библиските книги кон кои често го насочувам моето внимание. Но, при сето ова, мора да бидеме внимателни во однос на нашето толкување на овие текстови. Например, во книгата Псалми нема да сретнете стихови во кои авторите на тие песни му се обраќаат на Бог како на свој татко, нешто што често се случува во Новиот Завет. Во книгата Псалми исто така нема да наидете на стихови во кои често се зборува за Божиот свет дух, тема која исто така често се отвора во Новиот Завет. Но во псалмите ќе видите дека Бог често е представен како спасител, избавител, засолниште и слично. Во оваа книга исто така читаме и за Божиот суд врз оние кои не веруваат. Се разбира, тоа не се однесува на христијаните кои живеат под Божјата благодат,
но важно е да го имаме и тој аспект во предвид, бидејќи во оваа книга Бог не е опишан само како спасител и избавител, но исто така и како судија кон оние кои не го почитуваат и кон оние кои го гнетуваат неговиот народ. Всушност, оваа идеја на Господ како заштитник на верните, а судија на неверните, се јавува уште на самиот почеток од книгата, во Псалм 1. Денес ќе почнеме со читање на тој псалм, но во следната епизода детално ќе го обработиме и ќе видите што сакам да кажам. Има и други нешта кои можат и треба да се кажат за псалмите. Например, важно е и тоа што Стариот Завет е цитиран 218 пати во Новиот. Од тие 218 цитати, 116 се токму од книгата Псалми. Тоа јасно ни укажува дека и Господ Исус, а и апостолите, не само што беа запознаени со оваа книга, туку ја користеа во своите говори. Сакам накратко да спомнам и нешто во однос на авторите на псалмите. Некои луѓе сметаат дека царот Давид е авторот на сите псалми, но самата книга ни кажува дека тоа не е вистина. Давид беше најпознатиот псалмист во Израел и над 70 од псалмите се всушност негово дело. Би можеле да кажеме дека речиси половина од овие песни се напишани од него. Исто така, тој може да е автор и на некој од оние псалми со непознат автор. Што тоа значи? Тоа значи дека има некои песни за кои не знаеме кој е авторот, освен тоа што знаеме дека во суштина станува збор за Светиот Дух. Токму Духот е оној кој стои како автор за сите псалми, бидејќи авторите на овие песни, било да станува збор за Давид, Асаф или некој друг, не пишувале сами од себе, туку пишувале онака како што биле поттикнати од Духот. Но, да се вратиме на имињата на авторите на псалмите, барем оние кои ги знаеме. Давид напишал 73 песни, Мојсей напишал 1, Соломон 2, синовите на Кореј напишале 11, Асаф напишал 12, Хеман напишал 1, Етан напишал 1 псалм, Езекија 10 и има уште 10 псалми кои се од непознат автор, односно извор. Сакам повторно да нагласам дека низ целата книга Господ Исус е главниот лик за кој се пишува. Се сеќавате ли што им кажа тој на своите апостоли откако воскресна? Да ве потсетам. Читаме од Лука, глава 24, стих 44, каде пишува: Ете, тоа е она за што ви зборував уште додека бев со вас, зашто треба да се исполни се што е напишано за мене во законот Мојсеев и кај пророците и во псалмите. Овој стих јасно ни кажува дека и псалмите сведочат за Христос. И мислам дека тоа е најважното нешто што мора да го имаме на ум додека ја проучуваме оваа книга. Господ Исус е оној кој е прославен во и преку псалмите. Имајќи го сето ова на ум, би рекол дека клучниот збор во книгата Псалми е зборот Алелуја, односно слава на Господ. За жал, овој збор денес често се злоупотребува или во некои кругови стана клише. Но зборот Алелуја треба да биде најсоодветниот опис на душевната состојба на христијанинот. Според мене, Псалм 150 е клучниот во оваа книга, а во самиот псалм често се користи зборот Алелуја. Всушност, овој збор се појавува 13 пати во само 6 стихови. Алелуја, слава на Господ. Сакам повторно да нагласам уште една многу важна вистина во однос на псалмите. А тоа е дека станува збор за книга која не учи како да ги искажеме своите чувства пред Господ и не учи да бидеме искрени со Него. Ке забележите дека особено во Давидовите псалми често се сретнува чиста емоција и тој искажува како се чувствува длабоко во душата. Кога е благодарен, тој од срце го слави Господа. Кога се плаши поради неговите непријатели, тој со сето срце доаѓа да го принесе својот проблем пред Господ. Таа е една од причините поради кои ние денес можеме да имаме голема полза од овие песни, бидејќи не учат како да го живееме животот со сите своји подеми и падови,
со вера во Господ Исус Христос. Токму тој, Господ Исус Христос, се наоѓа во срцевината на овие стари еврејски песни. Се исто така важен текст кој ни помага подобро да ги разбереме и Евангелијата. Во Евангелијата читаме дека Исус отиде да се моли, а преку псалмите ја дознаваме неговата молитва. Евангелијата ни кажува дека Исус беше распнат, а од псалмите дознаваме како се чувствуваше во тие моменти. Во оваа книга има различен тип на псалми. Во некои од нив авторите го слават Господа, а во други ги искажуваат своите жалби пред Него. Но особено познати се оние така наречени месијански псалми, преку кои е предскажано Исусовото раѓање, смрт, воскресение, слава, свештеничка служба, царска служба и слично. Постојат и такви псалми кои изгледа дека се малку контроверзни и често се критикувани поради тоа, бидејќи во нив авторот бара казна за своите непријатели. Иако ја сваќам таа загриженост, сепак мора да имаме на ум дека овие песни се пишувани во време на војна и преку тие псалми авторите едноставно бараат правда и мир на земјата и помеѓу својот народ. Библискиот принцип е јасен. Оние кои прават зло ќе ги сносат последиците од своите постапки. И од таа гледна точка можеме да кажеме дека овие псалми за кои зборуваме се библиски во својата природа. Да, на христијаните им се вели дека треба да ги сакаат своите непријатели, а од друга страна, овие псалми не изгледаат дека се пишувани во тој дух. Но сакам повторно да нагласам дека мотивот за тие псалми е желба за воспоставување на Божјата правда на земјата. Мислам дека нема ништо погрешно да се молиме за Божјата правда кога гледаме дека има луѓе кои страдаат поради беззаконието на други. Има и други видови на псалми: застапнички, историски, мисионерски, псалми кои луѓето ги пееле кога еднаш во годината оделе во посета на Ерусалим, псалми во кои се опева важноста на Божјиот збор и слично. Сите тие си имаат своја вредност во контекст на книгата Псалми, но исто така и во контекст на целото Свето писмо. Јас на нив гледам како на различни скапоцени камења. Патем, песните во оваа книга не се наредени по случаен начин. Иако многумина сметаа дека нивниот редослед е случаен, сепак тоа не е така. Да, можеби на прв поглед нам ни се чини дека овие песни немаат некој одреден стандард според кој се наредени така како што се, но дозволете ми да ви дадам една поинаква перспектива по однос на ова прашање. Псалмите се на некој начин подредени онака како што се подредени и првите 5 Мојсееви книги, познати под името Тора. Во Тората редоследот на книгите е следен: книга Битие или Создавање, потоа втора е книга Излез, трета е книгата Левитска, четврта е книгата Броеви и пета е книгата Второзаконие или Повторени закони. Се надевам дека оваа информација не е нова за вас. Првите 42 псалми ја рефлектираат пораката на книгата Битие или Создавање. Псалм 42 до 72 ја рефлектираат пораката на книгата Излез. Пораката на книгата Левитска се забележува во псалмите 73 до 89. Псалмите 90 до 106 се тематски поврзани со книгата Броеви, а останатите од 107 до 150 се поврзани со книгата Второзаконие. Дозволете ми да елаборирам уште малку на оваа тема. Например, во секцијата Битие од псалмите, на самиот почеток читаме за Божјиот благослов кој почива врз луѓето. Во Псалм 1 читаме за оние луѓе кои се благословени од Бога. Во Псалм 2 читаме за оние кои се бунтуваат против Бога. Во Псалм 3 за непријателите на човекот и Божјата заштита. Во Псалм 4 за конфликтот помеѓу добрите и лошите. Во Псалм 5 за Божјиот човек кој се наоѓа помеѓу непријателите. Во Псалм 6 читаме за Божјата дисциплина врз човекот. Во Псалм 7 читаме за Божјиот човек кој се наоѓа помеѓу лажни сведоци. Во Псалм 8 ни е запишана обновата на човекот
и слично. Сите овие теми на еден или друг начин се појавуваат во првата книга од Тората, но за нив ќе размислуваме понатаму, кога ќе дојде редот за тоа. Денес ќе прочитаме само дел од првиот псалм. Во првиот псалм ни е даден опис на блажениот човек, или како што се вели во некои преводи, среќниот човек. Морам да напоменам дека тука не станува збор за среќа онака како што светот ја дефинира, туку за среќа од небесна гледна точка. Кога Адам беше поставен во Едемската градина, тој беше благословен човек, но за жал, потоа го загуби тој благослов поради гревот. Во овој псалм ни е даден контраст помеѓу благословениот човек и оној кој е безбожен, а со тоа и во одредена смисла тој кој што е безбожен е и проклет. Ке започнеме со читање на текстот. Забележете што се вели во првиот стих. Блажен е оној човек. Псалмот започнува со тоа што опишува благословен човек, но потоа и кажува какво е неговото поведение, односно, која е причината поради која е наречен благословен. Не знам кој е вашиот стандард за благословен човек, но забележете кои се оние кои Светото писмо ги нарекува благословени. Можеби ќе се изненадите од описот, бидејќи во голема мера тоа што писмото го вели е спротивно на она што светот го верува, мисли и практикува. Продолжуваме со читање на стих 1. Блажен е оној човек што не оди на советот на безбожниците, не застанува на пат на грешници и не седи во друштво на развратници. Забележете ги глаголите во овој стих, кои многу добро ја доловуваат поентата. Прво, имаме човек кој оди, потоа се зборува за застанување и на крајот за седење. Блажениот човек не оди по советот на безбожниците и затоа тој не застанува на пат на грешници и затоа развратниците не можат да го натераат да седне во нивното друштво. Тука неверниците се опишани со 3 зборови: безбожници, грешници и развратници. Безбожниците се оние кои не го сакаат Бог во својот живот. Од друга страна, грешниците се оние кои отворено грешат и се свесни за тоа. На крајот се и развратниците, кои не само што отворено грешат, туку и ги промовираат своите гревови, а и ги потикнуваат другите да го следат нивниот пример. Тука ќе го завршиме ова кратко проучување на првиот стих од првиот псалм. Во следната епизода подетално ќе го обработиме целиот псалм и ќе видиме каква примена има истиот за нас денес. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.